Ви благодарам, професоре. Од аспект на котираните друштва, може би моментално прашањето кое што во пракса нив ги интересира најмногу. Вие спомнавте, моментално тие немаат обврска да ги имплементираат овие електронски системи. Тоа е нешто што тие може да им го возможат на акционерите, но сега за сега тоа не е обврска, така. Така и самата директива во принцип не им дава мандаторно задолжување на компаниите и на ниво НЕУ веднаш да имплементираат такви системи или да користат аутсорс услуги. Бидејќи мислам дека до на што јас го знам, постои пазар кој што се развива ниво НЕУ на даватели на такви аутсорс услуги, најчесто информатички компании кои што доаѓаат, како што да речеме, доаѓаат тука, го организираат настанот определени друштва, преземаат одговорност за лаптоп, за презентација, за све во име на компанијата која што ги ангажирала. Така и на ниво НЕУ си постојат такви и се развива тој пазар. Очекуваме тој пазар кај нас кој што го нема да биде пред се развиен од страна на локалните IT компании, кои што мислам дека можат да дадат добар придонес и добри пакети кои што би биле и ефтини, но и услуги за самите компании. Добрата околност исто така во, да речеме, во она што професорот држи секако тоа тврдење дека треба да сепак да се работи на прецизност, затоа што прецизноста во правото е многу важна за остварувањето на самите права на граѓаните. Меѓутоа во вакви околности во кои што се носи директива во која што се транспонира, за која што Република Македонија и другите земји НЕУ или имаат проблем или не се доволни, значи се работи на развој на имплементирање, се превземаат обврските на едно генерално ниво, се остава еден простор на дискреција постапување, не се казнуваат друштвата, не се пеналат, се чека да се види како тие ќе реагираат, како тие ќе дадат фидбек од искуството на примената и потоа ќе се врши полека фајт тюнинг во смисла на тоа што во една конкретна држава ќе биде прецизна правна норма. Ниту јас, ниту има било каков правен експерт, не само во Република Македонија, него тука и во регионот, кој што може да седне и категорично да каже ова треба да биде еден национален пропис кој што ја имплементира целта на директивата. А исто така е многу важно роковите што се за директивите, например 2012 се многу лоши рокови од аспект на фактот што земјите членки НЕУ никогаш не чека да дојде тој последен рок, туку кај нив ако стои 2012, они се 2010, најбрзо што може од причина што ако не го направат тоа до тој рок, директивата им станува, регулатив им станува закон и тогаш може нивните компании директно да противречат на националните прописи и да барат од националните судови важење на директива, а не на национален закон и тогаш им креираат големи да речеме проблеми. Во тој контекст гледано, го кажав, ова мислам дека она што најмногу е предизвик, го кажавте и во презентацијата, е дело да се овозможи да се види како ќе се имплементира, значи како ќе се одговори на предизвикот за имплементација од самите трговски друштва на електронскиот систем за номинирање на полномошници за почеток, а потоа ќе видиме и како понатаму ќе се одвиваат другите работи. Ви благодарам. Ве молам доколку сакате да поставите прашање, повелете. Добар ден, јас сум Саша Лекич, директор на дирекција за финансии во МАК Петроваде Скопје. Би укажал на две работи во однос на измените на закон за трговски друштва. Прво, се слагам дека со измените е дадена можност за употреба на електронско гласање. Меѓутоа, во определен член од Законот за трговски друштва облигаторно е ставено да на веб страницата на друштвото се објави и образецот за електронско гласање. Тоа е една работа. Второ, во однос на известувањето од страна на акционерот до друштвото, дека овластило определено лице. Благодарам. Не знам дали идеме во детали да го видиме тој член. Да, значи видете, самиот член го опфаќа и ситуацијата во која што друштвото го возможува електронското гласање, значи се дава продолжена можност во тој дел да може и тоа да се направи, така што се слагам дека можеби е потребно прецизирање и во тој контекст ќе го земам ова што вие го кажувате како едно кажување, да се допрецизира и соодветно тоа да се идентификува, меѓутоа од аспект и на следственост со текстот на директивата, тоа е таа, да речеме, генерална проблематика, но ќе треба посебен став тоа да се именува. Меѓутоа во секој случај држи вашиот коментар. Добро, накратко, значи еден коментар и едно
прашање и можеби сугестија. Значи, прво, нели, до представникот, до господин Поповски од Министерството, па и до академската фела, која обсервира законски решенија, учествува и така натаму. Бидејќи е берзанска конференција, нормално аспектот би било од берзата, од пазарот на капитал, интересот на брокерските друштва. Уште еднаш сакам да укажам, во минатото веќе се зборувало, во иднина пак ќе биде актуелно околу тоа колку многу треба да се внимава на лексиката која се употребува во директивите при незиното транспонирање во нашиот правен систем. И да скратам, пред се зборувам за она проблематика, бидејќи на англиски во директивите на Европска Унија се употребува терминот admitted to trading, а воопшто во речникот на пазарите на капитал англосаксонски, освен во МИФИД, се употребува терминот listed. Па тука многу често доаѓа до забуни и колку што се сеќавам, при носењето на овие измени во почетната фаза берзата беше исто така консултирана, што го поздравувам и охрабрувам и понатаму да продолжи таа пракса, па дури не представници од берзата, него представници од пазарот на капитал некако да бидат вклучени во работните групи при измени на Законот за трговски друштва, бидејќи историски некако има поделба во Македонија. Секогаш има едни тимови кои работат на Законот за трговски друштва, а други тимови кои работат на Законот за хартија од вредност, и многу често тоа е голем проблем. Сега ќе го илустрирам тоа. Значи, првата варијанта беше дека ова ќе важи само за котираните компании. Затоа што терминот admitted to trading беше така преведен и у суштина тоа беше точен превод. Меѓутоа, повторно ради тие историски околности и така натаму, имаше сугестии од наша страна, сега се отиде на ова проширување, значи сега не само на котираните, него и овие во регистрот. Меѓутоа, во меѓувреме се промени Законот за хартија од вредност, каде што па се прошири опфатот на тоа кои компании влегуваат во категоријата на компании со посебни обврски за известување. И сега отидовме од една крајност во друга крајност, значи од крајност да има да ова важи само за грст котирани компании, што најверојатно за нив ќе значеше стимул да се декотираат. Сега се отиде можеби на преширок опфат. Тука би кажал, и тоа нема врска со Законот за трговски друштва, тука има врска со општо целите состојби, да речем, во акционерството во Македонија, дека мислам дека треба да се има предвид дека некаде треба изгледа повторно да ги повлечеме линиите и да видиме кои се тие компании кои заслужуваат и треба и законодавецот и нели органите што спроведуваат закони да се фокусираат, бидејќи нели следењето на тие компании, пак сакате и санкционирањето, значи енергија, време, пари за тоа, за тие што го прават тоа, значи за тие што мониторираат, казнуваат и така натаму. Прешироко е отидено затоа што има компании кои веројатно не заслужуваат да бидат така наблюдувани и контролирани, затоа што таму нема ни трговска активност. Значи морате вие јавните друштва посебен интерес да имате, а не компании кои што случајно имаат толку и толку акционери, а последен пат се тргувале, не знам, 2003 година. Значи тоа бил коментарот. Сега на линија на тој коментар и еден конкретен предлог или апел, сега веќе конкретно до Министерството за економија, а во врска со некои проблеми што ги има нашата фела, значи и брокерските куќи и инфраструктурните институции. Бидејќи има едни одредби у законот, тоа нема врска со последни измени директно, али има комбинација на фактори. Значи сите ние што делуваме на пазарот на капитал, по дефиницијата, не сум сигурен, од закон за сметководство или не знам каде, сме подведени под големи трговци или финансиски институции, па во рамките на големи трговци. Така да некои од последните измени, значи зборувам за некои посебни репортинзи, потоа за врската за назначување на внатрешен ревизор, и има уште неколку работи, фактички ги опфатија, нели, искрен да бидам, релативно малите фирми што се посредници финансиски, значи брокерските куќи, вклучително и берзата и депозитарот и така натаму. А нели овие се компании што имаат двојца, тројца, петорица вработени, не знам, берзата има под 20 вработени.
И сметам дека тука треба да се размисли, мислам дека од асоциацијата на брокери при комора, тука и берзата, имаше некакви комуникации со министерството и сметам дека тоа треба да уште еднаш да се преиспита, затоа што тоа е истата онаа логика дека не треба у акционерски друштва со посебни обврски за известување да бидат сите фирми широк опфат да има. Така и овде треба, тоа е пак врзано со на филтрирање при транспонирање, тоа зборуваше и колегата од Чешката берза, зборувавте и вие. Значи има тука работи и да заклучам би сугерирал и би биле многу срекни доколку пазарот на капитал со соодветни представници биде вклучен понатаму директно, не само на ниво на некакви кореспонденции, иако и тоа до сега одело добро. Па мислам нема што да се повторува, и господинот Коблиц мислам кажа од 1700 мислам на почетокот само 5 останале кои што стварно тргуваат и кои го прават прометот на чешката берза. Така што дефинитивно доаѓаме повторно на иста линија дека треба да се седнат сите засегнати страни кои што треба да кажат најмногу вие и кои се проблемите, а тврдам дека директивата остава простор, она подобро е во некоја порудиментиран облик некои одредби да се внесат, да заживеат, да луѓето сватат кое е значењето на самите тие одредби и кога ќе се постигне едно ниво на зрелост, тогаш да се прифатат целосните одредби, односно состанувањето членови на Европската унија. А сега што имаме? Имаме една ситуација да постојат многу одредби и сега вели законодавец тие одредбите од тие членови ќе се применуваат од кога Македонија ќе стане полноправен член, полноправна членка на Европската унија. Па имате некои одредби со кои се ограничуваат некои права, ќе кажам со оние измените за право на првенствено запишување на хартија од нова емисија, па потоа под влијание на стручната јавност се вратија, меѓутоа примената на правото на првенствено запишување на акции од нова емисија ќе се применуваат со останувањето на полноправен член на Република Македонија во Европската унија. Елементарно акционерско право чија што примена е суспендирана на